Почитувани граѓани, почитувани работници, економските индикатори и факти за животот во Македонија зборуваат јасно. Животниот стандард на граѓаните е во постојан пат, додека владата не превзема никакви конкретни мерки за да ја подобри економската состојба. Не само што не превзема ништо, туку и не прифаќа ништо понудено од СДСМ, а тоа се докажани мерки за намалување на трошоците за живот. Фактите покажуваат дека цените растат неколкукратно побрзо од платите и граѓаните од ден во ден можат да си дозволат се помалку. Струјата е поскапена за 20 до 30%, парното за 5% и дополнително ќе расте. Услугите се вивнати до небо. Цените на основните прехранбени производи се зголемени за 30%. Владата најавува некаков економски бум кој не постои. Едноставно, економските показатели се брутално точни и нема да се случи никаков раст на економијата за жал. Индустриското производство паѓа 4 месеци поред, додека извозот е намален за 5,9%. Откако пропаднаа сите кошнечки, новогодишни и неновогодишни, јасно е дека владата нема стратегија за спречување на растот на цените. Прашање е дали воопшто и сака. Последна шанса да покаже минимум почит кон граѓаните. Владата итно да интервенира со платите. СДСМ бара и поддржува покачување на минималната плата за 500 евра, бидејќи ова ќе потекне раст на сите плати. Оваа стратегија која СДСМ доследно ја спроведуваше додека беше на власт, даваше резултати. Благодарение на овој пристап, со СДСМ беа потребни само 2 минимални плати за да се покрие потрошувачката кошничка, а денес со ДПМН се потребни 3. Ако минималната плата не се зголеми на 500 евра, тоа ќе значи дополнително влошување на животот за илјадници семејства, кои веќе едва и врзуваат крај со крај. Покачувањето на платите е единствен начин да се спречи понатомошното осиромашување на граѓаните и да се овозможи економски напредок. Без оваа мерка, стотици илјади работници ќе продолжат да работат за плата, што не е доволна ниту за покривање на основните трошоци. Ви благодарам.